Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. За една година просечната нето плата пораснала за 9%. Над 400 милиони евра досега заработи Бехтел и Енка за изградбата на коридорите 8 и 10. Горивата од денеска поскапи за 1,5 и за 2 денари од литар. Жена смртно настрада, а тројца се повредени откако возило се превртило на локален пат. Во Прилепско неколку пријави за физички напади. Времето денеска облачно со врнежи од снег. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, Живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во Живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со Живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова.
Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во ноември 2025 година изнесува 45.961 денар. Во ноември 2025 во споредба со ноември 2024 просечната месечна исплатена нето плата по вработен е повисока за 9,4%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата повработен во секторите административни и помошни услужни дејности за 16,5%, дејности на здравствена и социјална заштита за 11,1% и трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли за 10,9%. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во споредба со претходниот месец е забележано во секторите јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување, административни и помошни услужни дејности, како и трговија на големо и мало. Само во 2025 година во неколку наврати Министерството за транспорт прифрлило околу 100 милиони евра за потребите на изведувачот Бехтел и Енка, кои ги гради автопатите на коридорот 8 и коридорот 10D, покажа извештајот од надзорот за прогресот на работата за ноември 2025 година, објавен од јавното претпријатие за државни патишта. Во текот на 2025 на конзорциумот Бехтел и Енка исплатени им се вкупно 97,7 милиони евра. За годинава, според најавите, планирани се дополнителни 103 милиони евра. Во 2023 година, владата на Ковачевски и Груби им префрли на Бехтел 240 милиони евра, а во 2024 година, владата на Мицковски и Меджите им префрли 66 милиони евра. До сега конзорциумот добил 400 милиони евра и заедно со најавените 103 се стигнува до бројка од повеќе од половина милиарда евра за автопат, кој најверојатно ќе доцни една година. Договорот со Бехтел и Енка во вредност од 1,3 милиарди евра беше склучен во март 2023 година. Американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка треба да изгради 4 автопатски делници во должина од 110 км на коридорите 8 и 10D во рок од 5 години, но според извештајот од надзорот, наместо пуштање на автопатите во 2028, како што беше најавено, тие ќе завршат во декември 2029 година. Горивата од ноќеска на полноќ поскапија за 1,5 до 2 денари за литар, според одлуката на Регулаторна комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините Евро Супер 95 и 98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемени за 1,5 денари за литар, додека цената на Евро Дизел се зголеми за 2 денари за литар. Од денеска, 21 јануари, максималните цени на нафтените деривати изнесуваат: Евро Супер БС 95 72 денари, моторен бензин Евро Супер 98 74 денари за литар, дизел гориво Евро Дизел 66,5 денари за литар, масло за горење екстра лесно 66 денари за литар, мазутот цената ќе изнесува 32,9 денари од килограм. Од полициската хроника, на локален пат кон селото Русијаци, Македонски Брод, вчера се случила тешка сообраќајна несреќа во која 41 годишна жена почина на лице место, а тројца, меѓу кои едно 6-годишно дете, се здобиле со повреди констатирани во Прилепската болница. На 20 јануари во 14 часот и 41 минута во СВР Битола било пријавено дека на локалниот пат за село Русијаци, општина Македонски Брод, патничко возило Цитроен со кичевски регистарски ознаки, управувано од КСС 41 годишен од Кичево, излетало од коловозот и се превртело. Од здобијаните повреди на местото на несреќата починала 41 годишната КСС. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телото на починатата е дадено на обдукција. Од полицискиот билтен за 20 јануари издвојуваме за уште една пријава за исчезнато лице. Овој пат станува збор за 42 годишна прилепчанка, за која братот пријавил дека се оддалечила од домот. На 20 јануари во 17 часот во ОВР Прилеп лицето НР, 54 годишен од Прилеп, пријавил дека од домот се оддалечила неговата сестра СУ, 42 годишна.
Пријавени се и 3 физички напади врз 2 жени и 2 мажи од Прилеп и во Кривогаштани. На 20 јануари во 10 часот во ОВР Прилеп, ФЛ од Прилеп пријави дека на улица Цар Самуил во Прилеп бил физички нападнат од ПК од Прилеп. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Истиот ден во 16 часот и 20 минути во СВР Битола, 23 годишна прилепчанка пријавила дека во Битола била физички нападната од ДР, 33 годишен од Битола, поранешен партнер на нејзина братучеда. На 20 јануари во 18 часот и 30 минути во полициското одделение Кривогаштани, ВЛ, 34 годишен од село Војđани Прилепско, пријавил дека во село Кривогаштани бил физички нападнат од ГЦ, 45 годишен од село Кривогаштани, кој притоа со метален предмет го оштетил неговото возило и ја нападнал неговата мајка. Временска прогноза. Времето денеска облачно со повремени локални врнежи од снег. Пообилни врнежи ќе има во западните делови и се очекува висината на снежната покривка на планините и на некои од повисоките места да се зголеми до 25 см. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Прилеп претежно облачно со повремени слаби врнежи од снег. Дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура се спушти до -6, а максималната достигна до 1 степен. Во наредните денови следува период на променливо облачно време со пораст на температурите. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, а по одделни котлини ќе има појава на магла. Од сабота кон крајот на денот повторно се очекуваат локални врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места од снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.